Општинскиот штаб за заштита и спасување во Прилеп започна со подготвителни мерки и состаноци за тоа кои акции би се преземале доколку виднина се појават пожари на територијата на општината. Строго е забрането и ригорозно ќе се казнува палење на стрништа, диви депонии или друг материјал на отворено. Казните се движат и по неколку илјади евра. Забрането е палење на стрништа, треви и меѓи во ловиште. И кај нас цело поле, да речем, Пелагонијата е ловиште на прелетен дивеч. И при употребата на комбајните, комбајнерите мора да си го премат комбајните со потребната опрема за заштита и гасење на пожар. Ќе се казнува шетањето во шума без дозвола од 1 јули до 31 август. Секој оној кој сака да го прави ова, мора да извади специјална дозвола од подружницата Црнбор на македонски шуми. И тие луѓе кои имаат дозвола за собирање на други шумски производи, должни се да дојдат и да се извадат дозвола за движење, одобрение за движење во шума. Да поднесат и фирми од аспект на рударство, туристички агенции, туроператори кои своите тури ги предлагаат за одење по разноразни манастири или излетнички места на околината на општина Прилеп. Од ТПП Прилеп повикуваат да се преземат превентивни мерки, особено за заштита кај планинските манастири. А од општината веќе подготувале екипа која што во секој момент ќе биде подготвена да излезе на терен како помош на пожарникарите. Манастирските комплекси што се во планините, исто така превентивно да се исчистат од трева, да се направат заштитни појаси. Да имаме универзална екипа која што е составена во моментов од 52 лица, поголемиот дел од нив се обучени, еден дел кој што не се обучени треба да поминат еднодневна обука која што ќе ги направи компетентни за да учествуваат во гасење виднина на пожари. Со дел од македонската диаспора, општината веќе разговарала за донација на опрема за гасење на пожари на отворено во Прилеп, која што би можела за многу брзо истата да биде реализирана. За Сител Дарко Штарговски.